Сите овие работи и актуелностите ги дискутиравме на утренскиот состанок на Комисијата за заразни болести. Во таа смисла беше решено дека ќе се обединат капацитетите на двете лаборатории после средбата на стручните лица од лабораторијата во Институтот за јавно здравје и лабораторијата во болницата Жан Митрев. Во однос на тоа, сакам да кажам дека вкупниот број на тестирања направени денеска во нашата земја се 43, од кои 3 се позитивни, што значи дека вкупниот број на диагностицирани пациенти во нашата земја е сега 70. При тоа трите новодиагностицирани, една пациентка патувала во Србија, понатаму роднина, бабата на девојчето од Штип, која што вчера најавивме дека ќе биде тестиран, има позитивен тест и уште еден пациент од Скопје. Градови во кои сега има диагностицирано пациенти се Скопје, Дебар, Гостивар, Штип и Охрид. Сите пациенти се со релативно стабилна клиничка слика, лесна до средна. Пациентката која е на респираторна машина е единствена пациентка која е на механичка асистирана вентилација во нашата земја од касните синоќешни часови навлезе во многу критична фаза. Се прават сите напори кои што треба да се направат у смисла на дополнителна поддршка, у смисла на дополнителна терапија, од аспект на поддршка на сите органски системи, но незината ситуација е навистина покритична од тоа што беше во текот на изминатиот ден. Сите останати пациенти се непроменети во однос на претходната состојба, направена е домашна визита кај скоро сите пациенти кои што се на домашно лекување во текот на вчерашниот ден. Денеска се очекува да се заврши домашната визита и на останатите. Има пациенти кои што избираат да се лекуваат дома и да не бидат хоспитализирани, а тоа нивната состојба го дозволува, зашто е изработен алгоритам од стручните лица на клиниката за инфективни болести. Дозволете да кажам неколку информации за респираторите, респираторните машини. Како што кажав, имаме само еден пациент на респираторна машина. Нашата земја располага за сега со вкупно 120. Светските искуства велат дека 5% од заболените се на респираторна машина. Тоа значи дека на бројка од 1000 пациенти, претпоставка дека има 50 пациенти кои што се на респираторна машина.